Драги пријатели, јас сум Ана Иванова. Во втората епизода, книга заедно со наставникот по македонски јазик Никола Стојковски, ја одбравме првата книга од романот Хари Потер, Каменот на мудроста од J.K. Ролинг. J.K. Ролинг е родена на 31 јули 1965 во мало место во Англија. Смртта на нејзината мајка ја инспирирала да го напише Хари Потер како момче кој копне по своите мртви родители. Неговото страдање станувало многу повестинито, бидејќи веќе го поврзувало со себе си. Таа одлучува Хари да биде сирак, бидејќи според неа тоа му нуди целосна слобода, без страх од изневерување или разочарување на неговите родители. Романот изобилува со возбудливи авантури на Хари Потер. Тоа е серијалот од фантастични книги од британската авторка J.K. Ролинг. Книгите ги следат авантурите на волшебникот Хари Потер и неговите надвлюгари. Секоја книга обработува една година од животот на Хари, а повеќето од нив се случуваат токму во училиште за магија и волшебништво, Хогвартс. Во ова видео накратко ќе ви ги презентирам главните настани од првата книга за Хари Потер и Каменот на мудроста. Хари Потер е набедум обичано 10-годишно момче, сираче, кој живее со своите родени Дурслееви. Неговите родители, Лили и Џејмс Потер, се убиени од мокриот мрачен волшебник Лорд Волдеморт, кога Хари имал само 1 година. Именно Лили прави жртва од себе, со цел да го спаси синот Волдеморт, кој сака да го убие. Хари ја переживал убиствената клетва на Волдеморт, која се рефлектирала и ја откорнува душата на неговото тело. Како резултат на ова, Хари на своето чело носи лузна во облик на грмотевица. По смртта на неговите родители, за Хари се грижи неговата тетка Петунија, тетинот Вернон и братовчет му Дали, но тие не се однесува добро кон него. 10 години Хари живее во шкаф под скали и е предмет на нивното сурово действување кон него. На денот на неговиот 11-ти роден ден, Хари добива писмо во кое мистериозниот странец Рубиус Хагрид му открива дека треба да почне да следи настава во Хогвартс, училиште за магија и волшебништво. Таму живее во домот на Грифондор и се спријателува со Рон Визли, Хермиона Грейнџер и Драко Малфој. Рон Визли е великодушно момче од старо среќно, сиромашно, но волшебничко семејство. Хермиона Грейнџер е интелигентно девојче, но нема волшебничко потекло. Драко Малфој е арогантен, кукавички наследник, кој користи душевни манипулации и вербални подбивања, особено со Хари, веднаш штом тој бива да се спријатели со него. Хари исто така го запозна и училишниот професор по волшебни напивки, Северус Снейп. Но тој го презира Хари. Хари не го сака професорот, бидејќи дознал дека и тој татко му учеле заедно, но и двајцата биле во лоши односи. Професорот е особено близок со Драко Малфој. Хари не само што открива дека е волшебник, туку тој почува да ги спознава расните разлики на волшебничкиот свет. Дури и тоа терорското владење на Волдеморт било извршено како поради неговата омраза кон неволшебничките семејства. Откако ги открива своите волшебнички способности, тој станува главен, водечки лик, протагонист, кој успева да му се спротистави на мрачниот волшебник Лорд Волдеморт. Хари е особено погоден од смртта на неговите родители и сака да му се освети. Во библиотеката на училиштето, Хари открива дека Каменот на мудроста произведува еликсир за живот, односно, оној кој што ќе се напие од него станува бесмртен. Со помош на професорот Квирел, Волдеморт се обидува да достигне до Каменот на мудроста во Хогвартс, со цел повторно да се врати целосната моќ. За жал, Хари го трга каменот пред Волдеморт да се појави. Неговата душа бега, а Квирел умира. Волдеморт е амбициозен, досетлив, но манипулативен кон пославите. Нема љубов и емоции. Професорот Дамблдор е менаџер на Хогвартс и заштитник на Хари. Тој е негов глас на разумот, негов водич и ментор. По смртта на Лили и Џејмс, професорот одлучува да го даде Хари под заштита на Дурслееви, бидејќи смета дека неговото живење со неволшебничко семејство ќе му возможи покласично детство. Ова видео е краток осврт на главните настани од првата книга на романот, со цел да поттикнеме да ја прочитате. Ве молам оставете коментар или оценка за романот и ваш предлог што сакате да чуете следно. Поздрав!